Ново издание на Црвена линија. Добар ден од мене и верувам дека ќе ви има во огромен број со оглед на тоа што ќе имаме интересна тема, за која што уште повеќе верувам дека ќе имате став, видување и своји размислувања. До нас да се стигне, доволно да се заврти телефонскиот број 02 307 0005. Бидете сигурни дека 5 линии се активни, што значи дека можете слободно го вртите телефонскиот број и да бидете веднаш вклучени во ова издание на Црвена линија. А зашто ќе говориме денес со вас? Американски функционери тврдат дека се испукани руски проектили од украинската противвоздушна одбрана со цел да срушат руски ракети, но завршија во Полска, каде убија двајца цивили. Председателот на Украина Зеленски: ова е значителна ескалација на војната. Неопходна е акција по руските ракетни напади на територија на НАТО. Намерно, случајно или погрешка? Тоа е она за што ќе дискутираме денес со вас и сега кој имаме прашање до вас. Дали се ова мириса на Трета светска војна? А задолжително би посакале да не заследите и на социјалните медиуми. Ќе ве потсетам профилот на Црвена линија на Facebook, секако профилот на Телма телевизија, каде ги објавуваме нашите теми, а задолжително и можеби најважно да не заследите на Instagram, бидејќи можете директно да учествувате во Instagram анкетата, објавена на Instagram Story, а денес ве прашуваме. Министерот за надворешни работи е загрижен, а вие одговарате со да и не. Резултатите веднаш по рекламите. А зошто ве прашуваме ова анкетно? Со оглед на тоа што министерот Османи со статус на Facebook напиша: загрижени сме од експлозиите во Полска, се консултираме со сојузниците во НАТО. А сега во продолжение ќе ве замолиме да ја проследите изјавата на Зеленски, а потоа се разбира да се вклучите и во дискусијата на Црвена линија. Украинскиот председател Зеленски вчера веднаш ја обвини Русија дека го нападнала НАТО. Во согласно со својата стратегија да се одбрани од разорното уништување на индустриските и енергетските капацитети на својата земја преку интернационализирање на војната, украинскиот председател и денеска вината ја лоцира во бруталната агресија на Москва. Вчора на нашому саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. Російський представник навіть давав якісь коментарі. А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні. Спалені житлові будинки, знов зруйновані електростанції, сотні міст залишились без електрики, без подачі води і тепла. Інтернет-трафік впав на 2/3. Уявіть собі цей масштаб. На жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні. Російські ракети вчора ударили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція. Секако за она што зборуваме во Црвена линија, многу подетално ќе можете да погледнете за последните случувања во Полска и настаните на светската сцена со војната Русија-Украина и во денешното издание на Топ тема заедно со Боби Кристов во 19 часот и 15 минути. А сега да се навратиме на вас, па еве како ги коментирате последните случувања и оно што Црвена линија ве прашува, всушност како ја толкувате изјавата на Зеленски и дали се ова можеби е почеток на, не дај Боже, Трета светска војна. 02 307 0005. Ако имаме гледач, веднаш го вклучуваме во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Па еве како коментирате изјавата пред се на Зеленски? Зеленски е самото име Зеленски кажува нешто од тој поглед, затоа што јас потекнувам од безбедносни сили во Република Македонија и јас искрено ќе ви кажам дека ова сето што се направи вчера во Полска, тоа е на некој начин после онај самит што се држуваше на Г20, тука сакаа на некој начин да исценираат Трета светска војна. Тоа го кажа и Медведев, ако го слушате неговата изјава, затоа што прво и основно, овие ракети не се од Русија, овие ракети веќе Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, кажа дека се од Украина. Али е од една позиција што тука
тие ракети некој не ги контролирал кај ода, дали ќе ода во Полска, во Унгарија или во Романија. Затоа Ракетите се руско производство, тоа е интересно. Да, тоа не побитно, тоа е руско производство. Точно е, тоа не е побитно, не го побива никој, али треба да се внимава кога се испалуваат тие ракети, каде му е дометот и како треба да се насоджат. Затоа тука не треба никој да се обвинува, туку добро е што се избегна таа трета светска војна што е назначува и Зеленски и Медведев и другите. Тоа е еден добар потек и начин што НАТО структурите го испитале цел тој случај и не наседна да ја нападат Русија затоа што Полска е членка на НАТО. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Сега веднаш ќе ве префрлам и на Твитер. И таму многу се коментираше, па еве што издвоивме за денес. Stormfire пишува: да, сигурно руска противвоздушна ракета С-300 ја гаѓала Полска. Зошто со одбранбен, а не со офанзивен систем напаѓаат? Зошто таргетот би бил рендом трактор? Како прелетала ракета 1000 километри кога дометот и е 150? Не прашувај многу, фати оружјето и тргај. За кого? За НАТО. Ако имаме гледач, веднаш ќе вклучиме гледач. Добар ден од Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Направете го тоа веднаш. Добро. Ете така, верувам дека се слушаме сега подобро. Да, благодарам. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Во врска со ракетата која стигнала во Полска. Па јас мислам дека тоа се некои неодговорни лица од Украина, дали намерно или ненамерно, дали пијани или трезни, испукале ракета кон Полска и трите имаме тука што големите сили, како што слушнавме и Бајден, беа сконцентрирани и рекоа ќе почекаме да се испита ситуацијата и да се види од каде е ракетата, која е испукал и зошто е испукал. Тука сите беа едногласни дека ракетата е испукана од Украина, дајца погинати, направена штета материјална и тука застана све. А еве како коментирате изјавата на Зеленски? Не, на Зеленски, не слушнав овој коментарот на Зеленски. Зеленски јас многу не го обожавам, затоа што тој како председател на Украина дозволи да му се случи на Украина тоа што му се случи. И не сакам да го коментирам Зеленски. Украина настрада, многу деца, многу мажи, многу жени, многу материјална штета, што нема да може да се оправи 20, 30 или 50 години после. Затоа Зеленски не сакам да го коментирам. Благодарам многу што се вклучивте во денешното издание на Црвена линија. Секако топло препорачувам да продолжите да не гледате, бидејќи ќе има многу гледачи, па еве и да слушнеме што понатаму ќе кажат останатите. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Благодарам. Вие Прво морам да кажам дека ова изјавата? е со намера да се предизвика трета светска војна, да се обвини Русија дека ракетата е од страна на Русија испалена. Меѓутоа едно треба да сватиме дека тие ракети се произведени во времето кога биле во заедница и и Украина и Русија. Дел од тоа наоружање е останато во Украина и сега се користи тоа наоружање да може да се замеша светот, да не остане Украина сама во војната и на полесен и побрз начин за нив да се заврши војната, која би удреле НАТО од сите страни на Русија и со тоа они размислуваат што за мене е погрешно дека таа војна ќе заврши. Не се свесни дека ако веќе цел свет се вмеша, русите нема да размислува многу, ќе употребат оружје оно кое што е несакано и е многу опасно. И затоа мислам дека со глумечки потези господинот Зеленски да не настапува, а комисијата која го прегледувала местото на настанот, е констатирано дека аголот на движење на проектилот е дојден од Украина, не е од Русија. И затоа мислам дека овдека се бара начин
како да се вовлече светот во војна. А дали му е во интерес на светот да влезе во војна која... Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Еве да си дозволевме овој пат да извадиме твит и од СФО. Ова е Твитер член на заедницата од соседна Србија, која што и те и соседите секако ги коментираат последниве настанија. Еве и зошто го извадивме, јас ќе го преведам. Вели, се надевам дека конечно некој, барем малку, ќе го вклучи мозокот за ударот на двете ракети С-300 во Пшеводов. Украинците веднаш ја оптужија Русија. Далечината од Лавов, Украина, до Пшеводов, Полска, изнесува 47,2 милји или 76 километри. А далечината од Пшеводов до најблиската точка на руска територија е 447 милји или 719 километри. Дометот на С-300 е 195 километри. Па еве и ова како го коментирате. Добар ден од црвена линија. Здраво, Тина. Здраво, секој добро. Прво да дадам забелешка за првиот. Тој изгледа во влада во сенка министер за внатрешни работи. Северна може да се обрати само министер официјално на некоја официјална средба, официјални интервјуа. Како може северна дали може вашето присуство во црвена линија да го искористиме да ни кажете ваше мислење за изјавата на Зеленски? Значи, до кога при очи слепи ќе има? Кој прв почна? Кој прв пукна? Кој прв гранатираше? Дали провокација имало? Му смета од Зеленски. Ако му смета од Зеленски, Русија е моќна. Како Америка. Му смета, го трпеше додека сакаше, му беше во интерес Осама Бин Ладен, кога не му требаше, бомба, све со него околу него, све погина. Значи, кој прв гранатираш, кој прв почна да му руши објекти, да убива деца? Монструмот од Русија. Тој монструм, мора да го именувам така, секаде подмукло. Ги штитеше србите наводно Русија, ги штитеше наводно Афганистан, Сирија, пред многу години и кој беше во Виетнам, да, пред, да речем, 50-60 години. Тоа е најподмукла политика. Нас 1913. Ќе ве потсетам да внимавате на тајмерот и секако ќе ве потсетам да зборуваме на темата, искористете ги целосно вашите 90 секунди. Благодарам за јавувањето, одиме со нов гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Се називаме добро. Добро, и ве прашање од анкетата. Министерот за надворешни е загрижен, а вие? Кој е загрижен? Министерот за надворешни работи. Господинот Бугаров Осман. Мано? Да. Добро. Дали сте вие загрижени по настаниве што се случува во Полска? Ама апсолутно не. Али само можеме да кажам, тој дворскиот шут, значи без навредливи зборови, ве молам. Молам? Без навредливи зборови. Ама за кого, зашто За навреди било кого дворски во шут? црвена линија. Молам? За сите во црвена линија ваши. Чекај, и што има навредливо во дворски шут зборот? Па тие биле најцелети луѓе на времето по... Внимавајте со време. И понатаму што ќе кажете за изјавата на Зеленски, например? Сега сакам да кажам, а мајке кажам, значи, пута нула ја множам, значи, глупости тресење на велико, нарашани бајда од некои поголеми сили позади него што стојат. Инаку Бајдан си кажа таму, тој препарира, извини, госто, ќе кажав грешка. Значи, Бајден си кажа дека тие две ракети лансирани таму што биле по некоја друга ракета руска лансирана, ма ја утнале, па си влегле у комши. Пробаа нешто таму да направат у тие Г20, која беше таму Самитот Г20. Организација да направат, да изманипулираат американците нешто, ама индонезиецот го пресече, не му даде да дивее на Бајден, поздрав, пријатно.
Поздрав, благодарам за вклучувањето во Црвена линија и секако дека ќе реагирам јас лично ако почувствувам дека можеби ќе тргнете со можеби навредливи зборови, не сакаме да се вклучува Црвената линија, а многу повеќе сакаме да бидете вклучени вие и целосно да ги искористите вашите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, зборувајте преку слушалка. Ало, добар ден. Добар ден, Црвена линија. Видете, ова е моја омилена телевизија која многу често најповеќе ја гледам. Ало? Да, продолжете, драго ни е, повелете. Меѓутоа, во последно време, во емисијата Црвена линија, вие поставувате толку провокативни прашања, да мислам нешто не е во ред и треба уредникот малку да се позамисли. Овие прашања ги наоѓаме и на Твитер, ги наоѓаме, се разбира, јавноста. Вие може да ги наоѓате, меѓутоа не може прашање дали се подготвува трета светска војна, а вие се смеете со устата раширена до уши. Па тоа ве прашуваме, дали сметате дека сме на трета светска војна? Не, вие не прашувате, меѓутоа тоа сеете страф и трепет кај народот. А како ја коментирате изјавата на Зеленски? Изјавата на Зеленски е председател на окупирана држава, каде што е ескалација на војната и тој може да кажува. Меѓутоа, вие во држава каде се уште е мирно, поставувате вакви прашања, не е во ред да го плашите народот. А од друга страна Најнапред големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Се разбира, сите видувања се добре додени, а еве за оние кои што мислат дека имаме тенденција да ги заплашуваме, напротив, ние црпиме инспирација од секојдневните случувања, а моментално е темава за која што брури можеби и целиот свет, ма сигурно и целиот свет, особено Твитер заедницата, Фейсбук, Инстаграм, што значи и млади и стари зборуваат за последните случувања во Полска и се разбира онаму каде што се вклучени и светските лидери. Ако тоа не е засега, тогаш треба можеби да бидеме загрижени. Добар ден за следниот гледач. Добро вечер, пошто веќе се стемни. Па да, можеме така да кажеме. Па дали ќе му се стемни еве на светот по последниве случувања? Загрижени ли сте вие? Многу одамна ни е стемнето на сите. Меѓутоа сега ова нека биде стварно стемнување. Значи нема, ја не знам што господина толку се ајде да не коментирам. Значи, да се држиме до темата. Па трета светска војна кај нас веќе од кога во светот е почната. Меѓутоа ние не можеме да очекуваме трета светска војна класично. Ова е трета светска војна во 21 век. Имаш хакери, имаш еден куп работи што тоа исто го пореметува све, да речеме. Сега е веќе све компјутеризирано, така да не мора да значи дека све може да биде со оружје. Војната може да биде од секој аспект и од секој поглед и секако може да биде, затоа што сега имаме технологија, што не сме насонувале, да речеме, и све што може да се направи. Па кога ти хакираат, тоа не е веќе војна? Кога ти хакираат и влегува, да не кажам каде и што све, значи тоа тоа како ја коментирате изјавата на Зеленски и последните случувања во Полска? Овако ти го дознава све на државата и што сакате. Па Зеленски, што да ви кажам, ова значи мене ми е многу смешно дури да кажам. Човекот се знае дека е по друга директива, така му е наложено, кажано и готово. Губат војна, меѓутоа ајде да кажат нешто дека помирно е, меѓутоа. Ке подсетам да внимавате на тајмерот. Благодарам за јавувањето. Ете слушате, имаме најразлични видувања, ставови и се е добре дојдено во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Ало. Дали се слушаме? Во Црвена линија сте. Добар ден или добро вечер. Добар ден. Како ја коментирате изјавата на Зеленски и последните случувања? Ало. Дали не слушате? Во Црвена линија сте. Па јас ве слушам 5 минута вечер, не ме уклучувате. Како не ве вклучуваме, ве очекуваме и да го кажете вашиот став. Слушаците, да ви кажам, Тина, вака,
Да, продолжете, ве слушаме. Ќе те молам, ќе бидам ја коректен, меѓутоа немој да ме прекинуваш. Сакам да се надоврзам на тоа што го кажа човекот за темава што е поставена. Поред овие децава што ги трпат, овие трауми, овие стресови, што поднативе лажни, фала Богу што се лажни, бомби, со оваа шкапотија по народот што е. На крај, не на крај, може би ќе ставите и некоја уште по-лоша тема. Како можете да ставите дали ќе има трета светска војна? Ајде ние сите зборуваме по старите. Паш не вали. Аз има по 17 години, та удрило на мене или не ме интересира. Момент, имам време уште малце. Меѓутоа, децава, престо ви им ставате ветинаве. Немојте ве гревата деца, младице ве. Благодарам многу за јавувањето. Вака, сега ќе ве подсетиме дека ние како телевизија и Црвена линија секако не правиме стрес. Ние издвојуваме оно што е најактуелно, а во моментот не само македонските, домашните и регионалните медиуми, туку и светските медиуми зборуваат за последните случувања во Полска. Не можеме да останеме рамнодушни, а верувам не сте ни вие. Целта не е да ве заплашиме, целта е да го слушнеме вашето мислење и видување. Добар ден. Ајде, добар вечер, јас ќе речем. Да, може, добро вечер. Јас прво ќе почнем вака. Изјавата на Зеленски ја толкувам како на еден артист. Тој е глумец, кој што работи во интерес на други држави и ќе заврши онека како многумина како него што завршиле. И тој ме подсеќа многу повеќе на македонските политичари. Што ќе им кажат, тоа си прави човекот. Меѓутоа, знам едно дека го полни џебот максимално со доларчиња. Ја би кажал нешто друго. Пред да почне уште војната, во еден разговор со еден мој пријател, му кажав дека Русија ќе ја нападне Украина. Не дека сум бидовит, него добро ги пратам работите. И сега и вас ќе ви кажам дека многу брзо Полска ќе биде удрена од Русија, затоа што не знам колку ги пратите вие како новинар, можда не, ама овие што се во политичкиот дов сигурно ги пратат избитнувањата што се случуваат на Руматска, Полска, Русија, кај што полската влада е толку настроена против руската, што реално се заканите дека таму, ако не падне таму, ќе падне во близина на нивна граница нека бомба која ќе направи огромна штета за Полска. И би завршил со тоа на сите оние кои што слават денес слава, да им е вечна славата и Господ да им поможи се најубаво. Поздрав. Благодарам бескрено за вклучувањето во Црвена линија. Ќе одиме повторно кај Твитер заедницата. Таму Максиминус напиша: сценариото е можеби НАТО напад врз Украина и затворање на воздушниот простор и слично. Да видиме што мисли следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Или добро вечер. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Сакам да се обратам во врска со вашата емисија што ја водите. Дали ме слушате? Да, продолжете, повелете, во програма сте. Видите, прво до Трета светска војна нема да дојде. А сега, дали ја добивте последната изјава, другите не ги гледате што пишуваат фейкови едно друго. Да не ги слушате фейковите, него погледнете и другите извори. Кога рече Џо Бајден дека не е руска ракета падната, него по погрешки испалена од украинските противвоздушни сили. Тоа е второ. И така да Македонија нема потреба да се плаши од Трета светска војна. И да ве подсетам една работа, 2014 година, кога почна целата криза, значи, зашто тогаш не е подпишан Минскиот договор? Прво со Штајнмајер. Значи, кој е крив? Што ќе се случи ако ние сега на албанците не скратиме сега, буквално целата привилегија што имат албанците? Овде покој ќе биде, покој, разбирате? Они си го штитат идентитетот.
Значи, зашто се Украина го скина рускиот јазик? Матичниот јазик на русите што живеат во Луганск, Донецк, Днепропетровски и Запорожје. Убаво направија што влего русите. Не кажувате вистината, што е со бомбардирањето во Луганск и во Луганск и во Донецк. Погледнете ги другите. Благодарам многу за јавувањето и споделувањето на вашето мислење. Секако би сакала да проговориме многу повеќе за темата, како ја коментирате изјавата на Зеленски пред се, а еве ќе потсетам дека треба и веднаш да кликнете на telma.com.mk, меѓу другото да прочитате за многу вести врзани за оваа денешна тема, меѓу која што можете да прочитате и многу повеќе за изјавата на Столтенберг, каде што вели дека проектилите ги истрела Украина, но виновна е Русија. Добар ден или добро вечер за новиот гледач. Еве, јас сум на линија. На вашата редакција, драга господја, треба да ја кажете дека вакво апокалиптично прашање е несоодветно во овој момент. Ме слушате, нели? Ја вас не ме слушам. Вие ме слушате? Зошто е според вас апокалиптично? Апокалиптично е и бомбарство, зашто зголемува вашата гледаност. Ракетата била руска, долетала од Украина према Полска, а голи сите тие работи стручни и вешти лица произнесуваат. Може да го преформулирате прашањето. Дали вакви инциденти може да предизвикат Трета светска војна? Еве ќе прашаме со вашето прашање и ќе ни дадете одговор. Дали вакви инциденти според вас може да предизвикаат Трета светска војна? Така, Трета светска војна. Па нека се произнесе да. Иначе вакво апокалиптично прашање не е за јавност. Еве според вас одговорете на ова прашање, ве молам. Кој е вашето видување? Чисто се сомневам. На сите им се драги животите и не верувам да ќе дојде до Трета светска војна. Толку ја можам само да кажам. А за Зеленски изјавата, коментар ваш, видување? За мене Зеленски, како многу други што кажава, еден употреби друго име, па вие го критикуете, придавка, глумец, а ја би рекол шарлатан. Се поиграва со судбината на својот народ, у корист на некоја виша политика. Благодарам многу за јавувањето. И еве, вака инспирирани од предходниот гледач, тогаш ќе го преформулираме прашањето и ќе прашаме дали ваквите инциденти може да предизвикаат Трета светска војна. И најважно од се, како ги коментирате изјавите не само на Зеленски, слушавме што рече и Бајден и Столтенберг, кои се вашите видување и секако ќе потсетиме нашиот министер за надворешни работи на Фейсбук напиша: загрижени сме од експлозиите во Полска, се консултираме со сојузниците во НАТО. Што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали сме во програма? Да, вие сте во црвена линија. Повелете. Така, дали сме загрижени од изјавите на Зеленски? Не, како ги коментирате изјавите? Ајве, дали последните инциденти може да предизвикаат може би Трета светска војна? Како ги коментирам јас изјавите. Абе, Трети светски рат више постоje 3-4 месеца. Само не е званично. Пошто Зеленски виде дека не може да се справи со Русија и сега на начин како да го инволвира Америка и НАТО директно да ратуват со Русија. Самиот Бајден кажа дека проектилите не се од Русија, неко дека се од Украина. Секој нормален човек ова може да го сване. А ја не знам зошто нашиот за надворешни работи толку е загрижен. Зошто не се грижи за нашата Македонија? Небото и го дадовме на Грција да го контролира, а идентитетот на Бугарија не се интересира за Трети светски рат. Хвала и пријатно. Благодарам многу. Ете, имаме гледачи кои што се покуси од некој, но како и да е јасни и го произнесоа својот став. Меѓу другото и папата Франциск укажам го осуди последниот бран ракетни напади врз Украина и повика на прекин на огнот за да се избегне понатамошна ескалација на конфликтот. Добар ден или добро вечер за новиот гледач.
Добро вечер, добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Да, вака темата да е жестока, па би рекла да, најкратко што може дали сме во Трета светска војна. Значи борбата најкратко пушна во Ерусалим, само да знаете дека таму е избркан патријархот, да, и сега малце и верска, да, и рекоа дека сушност мусулманите, а сакам да продаде на мусулманите патријархот Ерусалимски земја. И сега он альтернатив има друг, најкратко. И сега ова со Зеленски само да кажем, работата е што зашто смета Русија. Трета светска војна ќе почне одамна, сакам да кажам, дека не преку Русија и Америка, него се очекува Турција да ја нападне Иран. Затоа што на CNN ќе ви кажам, ако знаете, ќе си давам тоа, веројатно или новинар, ја знаете, му рече. Пред многу години ви кажа, што чекате со Иран? Значи, не гледате Сирија победи Русија, нели која беше пред 10 години, и сега треба да се нападне Турција и Иран за таа Трета светска војна. И сега што е работа? Зашто Русија им смета? Што сакате, Блискиот исток и ние сме поврзани. Ние сме хотспот. Така да сакаме, не ќе нели. Затоа гледате и Турција многу се интересира тука нели за Балкан. Пошто ние сме поврзани, се разбирате, не сме ние Шведска тука, да, Македонија, Србија, Грција, значи Албанија плюс прави проблем затоа што гледате на крие муџахидини. А како ја коментирате изјавата на Зеленски? Па на Зеленски ви реков, значи сега ова е ја брани, само да кажам, Зеленски изјавата ја брани Британската империја, тоа е тоа. И Британската империја више го нема Иран и сега преку кажете го преку крај накој за далеку, тука сака да има. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. На 0230700005 вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Да, благодарам и на вас, секој добро. Па за конфликтот да кажам дали може да се прошири, тоа е прашањето. Така, дали ваквите случувања може да предизвикаат, може би, почеток на Трета светска? Видите, не може да настане од вакви случувања, ова е грешка на украинската армија или свесно знаат дека ги губат животите во сигурна смрт и може да се очекува истрели и од нив кон некоја НАТО држава. Такви работи може да се случат и да се спречи тоа да не запати широк размер. Инаку Америка ќе биде уништена и не би сакала да биде уништена на војна. И Америка. А како ја коментирате изјавата на Зеленски? Дали се уште сте на линија? Ало. Како ја коментирате изјавата на Зеленски? А не ја слушав изјавата, но велам не е возможна нуклеарна војна кога една држава знае дека ќе биде уништена, како Америка знае дека ќе биде уништена ако влезе во таква војна. Така. Благодарам многу, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не гледате, и ве има во голем број, драго ни е. Па еве да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден од црвена линија. Ало, добро вечер, господја. Добро вечер. Како сте, добри сте ли? Добри, се надевам и вие. Па еве, како ја коментирате изјавата на Зеленски, на Бајден, на како да мислам, луѓето само џабе провесура Зеленски ќе го добија војната, колку да прави, што да прави. Дали се уште сте на линија? Сигурно сум 1000% дека Зеленски ќе го добија војната. Знам него цел луѓето џабе со русите скока ваму таму лесто, тоа е сето пропаганда. Добро, дали по последните случувања треба да бидеме загрижени дека може би е на поведок и Трета светска војна? Ваквите провокации како ги... Нема да има светска војна, тоа е пропаганда. Јас ти прошируваме тоа улични збор. Ме слушате? Така, продолжете, ве слушаме. Да, улични збор, значи Зеленски утре ќе го крени знамето Украина ќе биде цар, Русија ќе пробам, ни Путин каде готов, тут Путин е болен, има рак. Добро. Ве поздравувам, вечер да имате, господја, поздрав. Благодарам многу и вам ви посакувам убава вечер, но секако продолжете да го гледате ова издание на црвена линија. Одеме со нов гледач. Добар ден. Добро вечер, ке речем.
Добро вечер, дали се слушаме, црвена линија. Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот и ќе зборуваме веднаш преку слушалка. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро и вам, вие сте во црвена линија? Да, во црвена линија. Војната више во таму Русија, кај што се тепа Украина, она е више во Трети светски рат, пошто цел свет е против Путин и Путин ја доби војната, само не се знае кој ден ќе се утврди се што треба, колку му одзеле таму порано, како било, што било. Сите предизвици доаѓаат од Америка. Америка ги лаже, ги мотка Зеленски, некој таму, еве ги оружје, вие тепајте. Зошто не дојдат тие да се тепат или кај нив да се тепат? А нешто друго да ве кажам. Дали мислите дека во Македонија више има Трети светски рат? Во Македонија има некои што трпат за леп, нема динар за леп, а некои си имат по 1000 до 3000 евра плата. Тоа не ли е војна да питаш за леп да преживееш? Или на судот ќе одат на суд некој, ќе ги ослободат кои ја уништиле Македонија. Се живо украле и 30 милиона евра ќе платат, некој 5 и слободни. Така ли? Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија и во продолжение ќе кажеме уште еден твит. Овој пат ќе го прочитаме овој од проникливиот, вели: и сега бидејќи Полска е членка на НАТО, а е нападната од Украина, НАТО би требало да ја нападне Украина. Ете така се коментираше на Твитер. А сега одиме малку со реклами, па ќе видиме кои се и одговорите и резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите, бидејќи е огромен интересот за денешното издание на Црвена линија, одрежам јавува дека имаме гледач, ќе го вклучиме, ќе направиме отстапка. Добро вечер. Стишете го тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Се слушаме, нели? Да, добро вечер. Вака се малку да дополнам дека тука има нели некој викат кој ќе поведе, значи ова сега војна, нели Трета светска војна не е само некој викат нели ете Путин, значи овде има некоја позадина, значи воопште. Сега ќе кажам една ретроспектива, затоа и посебно ве се јавувам. Значи овде е многу интересно, затоа реков дека веќе е започна. Например, еве сега ќе почнеме, морам да го спомнам за Косово. Значи папата дојде нели во Македонија, во Грција, беше мислам и во Бугарија. Значи папата не го признава Косово. И сега гледате, значи папата нешто иде на страна, збориме на Русија. Пошто гледате тука некако британската империја се мешта, реков тука има многу работи. Сега таа нели новиот светски проект. Затоа реков дека може да не ескалира, затоа што гледате Зеленски прво како рече ви изјавите да ги видиме. Он вика нели кога заврши Херсон, така наводно го зема, кечам под наводници крајниците и рече готово, вика сега може мир. Само што го рече нели тоа Зеленски дете. Збориме за него, после тоа гледаш Русија ги нападна. Затоа што овде има некоја друга позиција, значи Русија всушност го зема тоа што требаше, Донјац и Луга. Че тако да речеме тие се јаглени резерви, кои се многу потребни за тие што знаат нели хемија, значи без нив немате никаква војна индустрија. И сега Украина нема значи јаглен и сега вие не ви треба другото. И сега саќе значи кога се само преговори дека веќе Америка попушта, само како да се објасни нели на Германија која се уште не сака да го призна нели поразот, што го доби НАТО. И сега онак мислат дека поскапа, не речеме Бајден веќе и 90 секунди е времето. Внимавајте ама во утрешното издание и големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А сега одеме со резултатите од анкетата. Како што видивме по рекламите, тоа е она што треба и да го откриеме. Заследете на Инстаграм ако не сте го направиле тоа. А на Инстаграм стори Црвена линија денес прашавме: министерот за надворешни работи е загрижен, а вие? Со да одговорија 30%, а со не 70%. И секако во продолжение ќе прочитаме уште неколку твитови со оглед на тоа што малку одстапивме време и за нив.
Ке продолжиме со твитот на раскажувачот. Пишува: откако вчера пукна со хистерија на Зеленски дека паднале руски ракети на територија на Полска, не туркаат кон Трета светска војна која ќе не врати у камена доба. Денес испадна дека ракетата е украинска. Владица ретвитнува: а ти мислиш демек во моментов си далеку од камено доба, па демек ќе те вратат. А сега останува да ве вратам повторно на мене, да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија. Задолжително гледајте го новото издание на Топ тема со Боби Христов и секако уживајте во програмата на телевизија Телма. Ние повторно заедно во истиот термин утре. Довидување.